Членство во Европската Унија без полноправно членство. Идејата на Франција и Германија, со која земјите кандидати повеќе нема да мора да чекаат полноправно членство за да почувствуваат дел од европските придобивки, ќе се разгледува до крајот на годината. Пари, инвестиции и пристапот до единствениот пазар ќе се отвораат постепено, зависно од реформите. Македонските компании сметаат дека ова отвора поголеми можности, а нашата држава поради напредокот во реформската агенда ќе има најголема корист. Ова од економски аспект е одлично, бидејќи ќе имаме пристап до финансии. Од аспект и она што е добро, е исто принцип случај до случај. Ние си имаме реформска агенда во државата која што си ја спроведуваме, значи си имаме план за раст или growth plan за Балкан, во кој што и ние сме вклучени како држава, и во тој контекст едноставно е, значи мерливо е. Ако ги постигнуваме одредените реформски чекори, ние ќе си ги добиваме тие средства кои што и како се неопходни на приватниот сектор. Според Пекчевски, Сојузот на стопанските комори веќе подолг временски период се подготвува за членство на Македонија во Европската Унија, па активностите до сега преземени ќе вродат со плод на почетокот на следната година. Значи пред се прво нашите компании, оние кои што се спремни, кои што се трансформираат и дигитално и продуктивно и ефикасно, значи тие ќе бидат first come first serve, што значи дека тие први ќе бидат усогласени и ќе ги земаат бенефитите кои што ќе го отвори европскиот пазар за нашите компании и нашите извози. Втора работа ќе има помалку бариери, побрзи транспорти на добра, и во тој контекст е и оној делот на EFTI-от кој што Европска унија веќе го има донесено како заклучок и тој сите членки на Европска унија мора да го спроведат до јули 27 година. Идејата за ваков тип на поддршка на кандидатите за полноправно членство во Европската Унија се разгледуваат поради геополитичката неопходност да се забрза процесот на проширување, потикнат од конфликтот помеѓу Русија и Украина. Европската Унија го напушта досегашниот модел се или ништо и воведува рамка на постепена интеграција. Овој концепт се очекува да биде разгледан на Европскиот совет кон крајот на 2026 година и усвоен од земјите членки на Унијата до нова година.